Дојдов да изразам солидарност со граѓаните на Тетово, но најмногу со оние кои ги изгубија своите најблиски. И се разбира да поразговарам на лице место со надлежните. Надлежниот јавен обвинител ми информираше дека за околу саат до 2 и формално ќе го завршат убидот, кој трае веќе втор ден. И во најбрз можен рок потоа ќе излезат со нивниот извештај. Процедурата е, тие даваат наредби до другите надлежни институции, од обдукција до Министерството за внатрешни работи. Обвинителот ми рече дека ќе им даде многу кратки рокови, веројатно 5 дена за секоја институција да одговори од својата надлежност по нивното добивање, значи на тие сепаратни извештаи, ќе излезе тој со свој збирен извештај, во кој ќе се види дали прво што е причината за пожарот и второ дали за тоа евентуално има и некаква човечка грешка. Значи во овој момент сме во оваа фаза. Знаете, предпоставам за последната одлука на владата на Република Северна Македонија да прогласи 3-дневна жалост на територијата на целата земја и да повика и странска експертиза да помогне за овакви специфични настани и специфични пожари. Од сето она, вие тоа го знаете, го следите од вчера наому нон-стоп, од сето она што го чув и од одговорниот во противпожарната екипа, за само неколку минути изгорел целиот објект. Што е само по себе основа за анализа. Меѓутоа, тоа е работа на надлежните институции. Ние имаме доволно стручни кадри во сите овие институции кои се инволвирани во ова, наречам, повеќе слој на истрага. Ја не се сомнам дека за кратко време ќе ја знаеме вистинската причина. Ова што сакам да јавно да го кажам во овој момент, до овој момент, бидејќи имаше и такви шпекулации. Јас ова утро разговарав например со претседателот на Словенија, Пахор, кој ме праша исто. Има различни шпекулации дека е можеби подметнато, дека има врска со 30 години независност, дека има некакви конспирации за тоа. До овој момент нема никаков индикатор дека ова е направено намерно со цел да се постигне некаква друга политичка цел. Меѓутоа, велам, тоа е во овој момент и се разбира, тоа ќе ви го каже денеска или наредниве денови надлежниот јавен обвинител. Благодарам. Председателе, има неофицијални информации, сега не сте вие тој кој би треба да одговорите на нив, но сепак бидејќи до сега никој не излезе од официјалните ни од Тетовската болница, значи една од информациите е дека има меѓу загинатите и од посетители. Прашањето е дали разговаравте со директорот зошто се дозволува во Тетовската болница воопшто да имало посетители, дали е тоа точно? Не го знам тој детал. Она што го прашував, колку легла биле пополнети од тие што биле на располагање. Мислам дека од сите легла на располагање 8 воопшто не биле пополнети, сите други 26 чинам се биле пополнети и во моментот пред или во моментот на избивање на пожарот има уште 4 или 5 медицински лица, сестри и доктори. Многу е тешко да се каже дали се тие меѓу овие 14 тела кои се на судска медицина, затоа што ова што го добив последно од судска медицина е дека денеска, веројатно можеби утре најдосна, ќе биде завршена обдукцијата на сите 14 тела, меѓутоа потоа почнува постапката за утврдување на причините и идентификацијата на луѓето, значи кои се луѓето. Во овој момент ние не знаеме кои се овие 14 лица. Затоа во текот на денешниот ден ме информираше еден од надлежните, се повикани роднини на тие што лежеле тука, сите, да дадат крв и да дадат други, да речем друг материјал за идентификација, кој ќе им помогне побрзо да ја завршат таа работа, бидејќи идентификацијата на лицата, јасно вие со оглед на ова се што го гледате,
во една страшна несреќа дека оди тешко и ќе оди тешко. И затоа се бара и ваков тип на помош. Значи не можете визуелно од прва да видите за кого станува збор. Она што знам за граѓани прашувате, она што знам е дека граѓани помагале едно 7-8 луѓе да се извлечат преку прозор од внатре од просторијата во која избил пожарот. Не сум чул дека биле внатре. Тоа ќе го прашате директорот на болницата. Представете дали ова отвара простор какви се модуларните болници и каква е заштитата во нив и дали ќе се проверуваат сега и другите, бидејќи исто неофицијална информација дека се започнало од неисправен штикер кога била вршена реанимација. Јас право не сум надежен за таа работа. Го видов соопштението на Министерството за здравство кое вели дека модуларните болници, не само ова, секаде низ државата, се изведени по највисоки стандарди. Нито се разбира. Значи ја би апелирал во делот на одговорноста, не затоа што сакам да избегнам одговор на такви прашања, меѓутоа во делот на одговорноста да оставиме да помине некој ден, да ги видиме сите овие првични наоди на истрагата и се разбира и објективна, и субјективна, и политичка, и морална, и секаква друга одговорност ке бараме, бидејќи станува збор за трагедија незапаметена во државата со децении и наназад. Во овој момент надлежните институции треба да одговорат и на тие моменти, на тие работи, тие прашања, но јас мислам дека се уште рано. Мислам дека се уште рано, ние немаме ни 24 сата од кога изби пожар. Дали ќе барате оставки? Не, ако се потврди дека е сепак до... Па јас инсистирам секој пат инсистирам да има одговорност. И морална, и политичка, и субјективна, и објективна, каква и да има, да се научиме на тие работи, меѓутоа не можам да тврдам во овој момент, бидејќи навистина не знам дали постои основ за таква одговорност. Она што го знам е дека во што покус временски период мораат сите надлежни органи, ние како држава во целина мораме да реагираме брзо, да направиме темелна истрага и да излеземе со извештај во кој никој нема да има сомнеш. И во таа смисла го поздравив понудата која владата денеска ја прифати од странски меѓународни експерти со репутација да дојдат тука и да видат што се ние работиме за да нема сомнеш дека некој нешто прикрива или не сака нешто да истражи потемелно и до крај. Од каде ќе има помош? Јас знам дека постои, во нешто е моја надлежност, знам дека постои понуда од неколку држави членки на НАТО алијансата, од, да не ги именувам, од најмоќните во Европа, да помогна со стручна експертиза во тој дел. И мислам дека тоа ќе се случи, нивното доаѓање би требало да се случи најверојатно во следните 48 часа. Gospodine predsjedniče, možete li nam kažete kada očekujete, Anđelka Čuka, Euronews Srbija, kada očekujete da stignu rezultati i obdukcije i policijski i da li ste obišli povređene i kako je stanje sa povređenima? Не. Тоа е работа за докторите. Не можам да ви кажам на вистина би шпекулирал, она што ме информира официјалните органи е дека ниеден не е во животно загрозувачка ситуација, но состојба, што е добро, значи надвор животна опасност. Меѓутоа тоа е информација која ја пренесам, не сум изворно надлежен ниту компетентен за такво нешто. Спомнав пред малку, не знам колку ме чувте, дека надлежниот јавен обвинител кој ја води целата истрага од сите други надлежни институции побарал извештај во нивниот сегмент и им дал 5 дена рок тие своите извештаи, тие сепаратни извештаи да ги пратат до него за тој да може да оформи заеднички извештаи. Станува збор за денови, нека биде недела две. Не верувам дека не смееме да дозволиме истрагата да трае со месеци и на крај да не знаеме дали завршила. Македонската јавност заслужува брз, темелен, стручен одговор без било какви паузи во истрагата. Дали ќе биде исто ова трагедија како што беше трагедијата со Дурму Турбек, 3 години никој нема одговор. Знаете, ја стварно не би сакал да политизирам, зборам за себе сега. Еден ваков чин и да зборувам, меѓутоа или да се правам паметен сега во ситуација која и цело Тетово и цела држава е завиена во црно. И то знаете, ја не сум единствен кој постојано бара правна држава, одговорност од секој поединец, од секоја институција. Со децении го зборуваме тоа. Сите наши извештаи во делот на имплементација на правото, на законите не се добри. Не го спомнам тој познат извештај на транспарентност, 111 во свет и така натаму. И тоа, сето тоа сме го зборувале јас прв и ќе го зборуваме и после ова. Дајте да ја завршиме ова работа, бидејќи државата не сме да падне на овој испит. Било што било, знаеме кои сите мани сме ги имали недостатоци, но сега, барем сега не смееме или да поставиме пример, како и во време на најголема трагедија, државата треба да одработи и да покаже дека сме. Вчера славевме 30 години независност. Ние мораме низ имено вакви случаи
да потврдиме дека стварно не заслужуваме таа и сме држава со сите нишани. Инаку пак, не дај Боже за некој следно време, пак ќе зборуваме за исти случај, кој е крив, дали е утврдено, што видите за оваа истрагата, со години да не се знае. И луѓето што е најлошо да имаат сомнеш дека нешто не е до крај истражено. Не смееме да го дозволиме, просто. Pa кој го дозволи? Па имате надлежни институции, знаете дека имаше судски процес. Не би сакал во име на заради жртвите, заради семејствата кои ги изгубија, најмилите да кажем се, бидејќи ја и тоа не го знам. И тоа штом нешто се влече со години, кај обичниот човек создава сомнеш дека можда нешто не е чисто тука. Ја затоа велам роковите ги спомнувам намерно кои ми ги кажа надлежниот обвинител. Од секого по 5 дена, еве уште не знам некоја недела две за твојот конечен извештај, доволно е. Доволно е. Сите ресурси. Дали случајте сваки намерен или политички покушај? Надлежните институции ме уверуваат дека до овој момент, повторувам, не е завршена истрагата, до овој момент нема основ да се шпекулира во таа насока. Благодарам.